Мислам дека господинот Зоран Заев направи една кардинална грешка во политичката проценка кога му е мајката да зборуваме за промена на внатрешното уредување на државата, но и на некои основни постулати врз кои што е градена Република Македонија овие 25 години. И покрај тоа што неговата желба беше да собере што е можно поголем број на албански гласачи, бидејќи знае дека електоратот во македонскиот дел му е тој и дека не може да освои ништо повеќе од тоа што има освоено, сепак мислам дека целата манипулација што ја направи со албанските гласачи ќе му се удри нему по глава, барем тоа е мојот впечаток. Се надевам дека не грешам. Од една страна, зашто е кардинална грешка? Во политиката не смеете да играте со големи карти во еден изборен циклус. Значи, тоа се прашања кои што не можете вие едностранно да ги отварате, без при тоа да имате поголема консенсуална поддршка, би рекла, од електоратот, без претходно да го прашате и електоратот, дали на референдум, дали на некаков друг начин, контакт со граѓани, може би собраниска расправа и така натаму. Значи, тие се некои основни столбови врз кои што е поставена нашата држава. Се знае јазикот, уредувањето, институциите на системот, но и територијалниот интегритет и целовитоста на државата се прашања кои што не смеат да бидат ставени на маса од страна на еден лидер, без разлика дали е лидер на опозиција или било кој, не смее да биде ставена на маса само од една страна, со цел на тој начин да се привлече за него или за неговата политичка партија поголем број на гласови на тие изборни во тој изборен циклус каде што тој очекува поголема поддршка. Сметам дека се крива апетитот на албанските политички партии со тие барања. Јас кажав и пред малку дека веќе во Република Македонија црвената линија е избришана. За жал, албанските политички партии, без разлика што лидер на опозиција ги стави на маса тие карти, албанските политички партии сега ќе играат со тие карти, од тој шпил. И сега, вие нормално кога ќе седнете на маса, победникот од изборите, кога ќе седне на маса со коалициониот партнер можен на другата страна, тој ќе каже, вие што нудите, политички кажано, нели? Што е вашата, би рекла, основа, врз основа на која што можеме да ја градиме нашата политичка коалиција? Нормално победникот ќе каже се она што е во рамки на устав, така? Но секако дека бидејќи веќе се ставени работите на маса, тој секогаш другиот, посебно албанските политичари, ќе влечат од тие карти кои што лидерот на СДСМ ги стави на маса. И сега тука многу би требало да биде многу вешт преговарачот од другата страна да ги смирува страстите, бидејќи албанските политички партии со секое можно отварање или ставање во шпилот, ставање на таа карта која што ја нуди Зоран Заев, знае, свесен дека можно е да се предизвикаат одредени не меѓуетнички тензии, но одредена реакција од другата страна која може да биде основа за некаков поголем проблем во државата. Не велам меѓуетнички конфликт, но поголем проблем во смисла да не може да се конституира влада. Така, да не може да профункционираат институциите на системот на вистински начин, така како што ние сите очекуваме после овие избори дека ќе профункционираат. Така што господинот Зоран Заев направи голем проблем, би рекла, со овој избор и мислам дека и тој е самиот свесен за цело ова сценарио и за сите овие проблеми кои што ги направи, но јас се надевам дека на крајот ќе се извини на македонските граѓани, бидејќи на вистина овие прашања не смееше да ги чепка сам.